Четврток и уште еден редовен термин за Скопје ми е дома на локалната програма на Вистинска телевизија. Почитувани гледачи, добро дојдовте во најновото издание Скопје ми е дома. Вечерва ќе проговориме за општина Бутел преку мојот вечерашен гостин и соговорник. Имено станува збор за господин Игор Николов, председател на Советот на општина Бутел. Меѓу другото, секако професор на Медицинскиот факултет во Скопје, доктор по нефрологија, член на многу меѓународни асоциации и иден амбасадор во Република Франција. За општина Бутел, за повеќе локални теми ќе го опфатиме малку и здравството и сето оно кој што го представува доктор Николов. Јас нема да должам во најавата, ќе си го поздравам мојот денешен гостин и соговорник. Докторе, ви благодарам што прифативте поканата да бидете дел од Скопје ми е дома на Вистинска телевизија. Како сте? Добар ден и ви благодарам на поканата. Добро се чувствувам вашето студио, вака баш пријатно. Ви благодарам за поканата и за интересот. 20 години општина Бутел неодамна прославивте како општина, а што е поврзано со вас е признанието кое што го добивте за почесен граѓанин токму на вашата матична општина. Што означува почесен граѓанин на општина Бутел, како се добива едно вакво признание и што тоа значи за вас? Па, вака општина Бутел е можеби една од постарите општини, но посебен ентитет е од пред 20 години, ако претходно беше дел од заедно со општина Чаир, така да прославивме 20 годишнина од општината, со прославувањето од 20 годишнината од општината на иницијатива на градоначалникот и на иницијатива на Советот на општина Бутел. Прогласивме, односно објавивме една бројка на почесни граѓани на општината, граѓани со кои што навистина и мене ми падна честа да бидам дел во таа група, знаејќи дека во таа група спаѓаат еден Шадан Трстена, еден Елиф Елмас и така натаму. Така да представува една навистина чест, која што ја добив од градоначалникот и од општината Бутел и представува еден исход на долготрајно едно признание за едно долготрајно дејствување, едно долготрајно присуство и една потврда на сета онаа посветеност која што ја имаме дадено за општината Бутел во последниве изминати 3,5 години заедно со градоначалникот, заедно со локалната самоуправа, но и секако како и од претходно како една општина на која што сите нас ни е драга, во која што имаме израснато, во која што го имаме поминато детството, која што не врзуваат драги и мили спомени и од друга страна општината се заблагодарува на сите оние граѓани кои што имаат придонесено како за општината, така и за државата, така да беше навистина еден интересен настан, интересна пригода со вистинска и добра организација од страна на општината и градоначалникот. Да, тоа чинам беше еден настан кој што се случуваше и повеќе денови, имавте повеќе предвидени активности во рамките на 20 годишнината, имавте и забавен дел каде што имаше и музичари од нашата естрада, од нашата сцена. Сето тоа беше убав настан, дефинитивно, мораме да признаеме, организирано убаво. Имаше и доста граѓани кои што го посетија самиот настан. Така е, добивме навистина позитивен фидбек, позитивен поврат од граѓаните, заради тоа што практично беше недела на општина Бутел, односно траеше настанот 7 дена, односно имаше след на настани кои што беа во период од 7 дена, практично во секој ден имаше одредени случувања кои што беа интересни за граѓаните и имавме концерт кој што траеше вака 2 до 3 дена во континуитет, на кој што присуствува навистина видни звезди, привлекува големо внимание како помеѓу помладата популација, така помеѓу постарата популација. Дојде до едно дружење на сите жители на општината, едно заедничко приближување, движење. Во рамки на оваа активност имаше малски игри, малски дружби, настани, низ активности, различни настани кои што беа интересни и важни за сите категории граѓани на општината, не само за оние кои што
се заинтересирани за концерти, туку и оние кои што се заинтересирани за спорт, оние кои што се заинтересирани за малски настани и така натаму. Со еден збор, локалната самоуправа се обидува да го задржи оној малски начин на живот кој што го има општина Бутел, да ја зачува општината од прекумерна урбанизација и прекумерна бетонизација и да општината представува всушност едно место каде што жителите, граѓаните ќе можат помеѓу себе да комуницираат, да се дружат, да разменуваат искуства и најважно се да си помагаат и заедно да живеат. Претпоставувам дека покрај вас беа избрани други почесни граѓани од други категории? Да, повеќе граѓани добија станаа почесни граѓани на општината, но најмногу врз основа на спортски заслуги, исто така имаше врз основа на научни заслуги, имавме избор на професори кои што беа како на машински, така на медицински факултет, но спортските работници, оние олимпици, заради тоа што Бутел представува населба во кое што практично имаме најмногу олимписки медали во земјата, практично беа на пиететот на целиот овој настан и беа... тука е таеквондото, чинам? Токму така, таеквондото, борење и така натаму, значи Шабан Трстена, Дејан Ѓорѓиевски, фудбалот, Елиф Елмас и така натаму. Цела плејада на луѓе кои што се од различни категории, кои што го чинат, практично ја символизираат различноста на општината како едно мало општество и како една клетка од целата држава. Доктор Николов, покрај вашата примерна професија и медицината и вашиот прв избор на професионална работа, чинам дека во цели 20 на години, еве колку што постои Бутел како самостојна општина, дека сте постојано дел од она што се случува во општината, дел од администрацијата, дел од еве и сега како претседател на совет. Моето прашање е колку општината се промени во овие 20 години, колку се смени ликот на општина Бутел, што се промени во општина Бутел, каква е сликата денес во Бутел, колку жителите се блиски до општината, колку се задоволни од сето ова кое што го сработи, можеби Костовски во мандат? Вака можеме да кажеме дека во изминативе 20 години од кога општина Бутел е посебна или самостојна единица на локалната самоуправа, практично добивме една трансформација во една градска општина. Јас се сеќавам како деца ние викавме ќе искочиме, ќе одиме во град. И ни се смеја, демек не сте вие во град, па одите во град. Но во моментот се наоѓаме во една градска општина која што е урбанизирана, во која што општина се бара место повеќе за живење, заради тоа што урбаниот начин на живот, каде што нема прекумерен број на згради, каде што нема прекумерно натрупани возила. Мислам дека дециден беше градоначалникот дека нема да се градат таму згради. Токму така, мислам дека и градоначалникот и целата локална самоуправа и советот на општина Бутел се гордееме со тие одлуки кои што ги имаме донесено посебно последните 3,5-4 години, а тоа е дека немаме ниту една одлука донесена за градење на зграда, како што кажа во повеќе наврати А2, ниту пак имаме одлука за повеќе стамбени објекти, туку напротив, можеби сме единствена општина во земјата во која што практично се спроведува процес на бришење на одредени маркици каде што имало дозволи за згради, заради тоа што ние цврсто веруваме дека општината може да биде урбана и може да и се зголеми нејзината вредност и вредноста на нејзиното живење, само доколку овој урбанизам не оди во прекумерна градба на згради, туку оди во правец на малски начин на живот, во правец на комуникација и добар пристап на граѓаните за сите услуги и сите сервиси кои што им се потребни за едно урбано живење. Сето тоа доведе да денеска општина Бутел е една општина посакувана за живот, заради тоа што во нашата општина го чувствуваме волјата и желбата на луѓето да дојдат да се населат и да живеат практично не во згради, туку да живеат во куќа со двор и да ги чувствуваат бенефитите на овој начин на живот, што навистина има разлика. Се случува ли тоа во пракса, доаѓаат ли таму? Токму така, се случува во пракса, луѓето сакаат да живеат во Бутел, сакаат да живеат на овој начин на овој урбан начин на живење и тоа се повеќе и повеќе се случува и мислам дека треба да продолжиме и во тој правец.
Сметам дека градоначалникот и идната локална власт ќе продолжи во овој правец, дека нема да се развиваме во правец на урбана општина со многу згради, каде што ќе нема доволно паркинг места, каде што ќе нема доволно зеленило, туку ќе го продолжиме она што ни е зацртано во досегашната програма, тоа беше да се изградат што повеќе паркови, што повеќе зелени површини, да се изградат што повеќе игралишта и да се изградат што повеќе објекти кои што ќе го подобрат урбаното живење на граѓаните. А тоа се во изминатиот период имаме готови 2 градинки, едната е целосно готова, другата е во тек. После подолг временски период, значи тоа е голем бенефит и добробит за малите жители на општината, за децата. Исто така имаме едно ново основно училиште кое што е пуштено во функција и во целосна активност во изминатиот мандат, така да сето тоа допринесува за подобрување на квалитетот на урбаното живење во општина Бутел. Вие сте приврзаник на максимата мисли глобално, делувај локално. А што тоа означува? Како го замислувате тоа? Па вака, јас бидејќи моите студии ги имам изведено во голем дел во странство, комуницирам со широка плејада на луѓе кои што се надвор од земјата, односно во странски земји. Често пати патувам, комуницирам со како други градови, така и луѓе, представници од други градови. Сепак, сметам дека приоритет на секому треба да му биде да најпрво ни биде убаво дома, најпрво ни биде убаво таму каде што живееме, таму каде што растеме, таму каде што растат нашите семејства. И сето она кое што сме го виделе од надвор, односно сме го виделе во другите земји, во модерните земји, во урбаните земји, во урбаниот начин на живење, да се обидеме, да го донесеме и да го имплементираме во нашата средина и во делот каде што, во просториите каде што самите живееме и самите действуваме. Токму тоа е таа максима и од таму доаѓа. Сето она кое што ќе го видиме надвор, кое што е добро, кое што е квалитетно и кое што е урбано, да се обидеме да го донесеме, да го имаме дома, заради тоа што тоа е единствениот начин на кој што ние, нашите луѓе, ќе ги задржиме во нашите општини, ќе ги задржиме во нашата земја и сметам дека модернизацијата и урбанизацијата и подобрувањето на квалитетот на живот во општината, која што секој индивидуално може да ја направи со сопственото битисување и со сопственото действување, представува единствениот начин да одиме напред и да оди напред како нашите општини, како нашите локални самоуправи, локални единици, така и целата држава. Како функционира советот? Еве, како председател на совет, како функционирате како совет на општината? Успеавте ли да изреализирате и да ги донесете сите оние проекти кои што ги ветивте практично во предизборната програма во 2021 година? Па вака, можам да кажам дека Советот на општина Бутел изминативе 4 години функционира во една кохезија и во една симбиоза и во една хармонија на која што мислам дека можат да завидуваат многу општини. Во однос на програмата која што беше пред стапување на сцена на општина Бутел, реализацијата е можеби околу 95 до 98%. Во изминатиот период се реализира многу проекти. Општина Бутел представува она за што најмногу се гордееме, особено и градоначалникот се гордее, представува една од најспортските општини во државата. Добро, и градоначалникот е спортист, па може би. Така да можеме да кажеме дека имаме и од една страна и спортисти, и здравствени работници, и ја практицираме симбиозата во здраво тело, здрав дух, или дека спортот представува една важна активност која што допринесува за добро здравје на граѓаните. Сега, во изминатиот период, можам да кажам дека покрај овие стипендии кои што се добиени редовно ги доделуваме за најдобрите спортисти, тоа се околу 250 стипендии кои што ги дава општината годишно, можам да кажам дека општината дава и стипендии за најдобрите и најталентираните ученици. Тоа е една мотивација за луѓето, односно за младите, најмладите да учат, да работат и да творат, и на тој начин сметаме дека можат да допринесат за општината. Ги спомнав оние 2 градинки кои што ги реализиравме, ги спомнав оние 2
она училиште основно кое што е реализирано и пуштено во функција. Исто така треба да се нагласи големиот број на спортско-рекреативни центри, значи во изминатиот период реализиравме активирање, односно изградба на 5 спортско-рекреативни центри. Тоа уште повеќе допринесува да нашите млади, нашите луѓе останат, вежбаат, тренираат, работат во општината и исполнуваат сите своји потреби во општината и на тој начин се надеваме дека практично ќе го подигнеме како квалитетот на живот во општината, така и урбаниот и спортски начин на живење. Еве конкретно кога ги споменавме парковите и зеленилата, последно се пофаливте дека со забрзана динамика се гради паркот во Радишани, имено станува збор за една малку поголема инвестиција за која што добивте и средства од владата, ако не се лажам. Така е. Паркот во Радишани мислам дека ќе биде една од, ако може да се каже, една од јаготките на, односно шлагот на јаготката на шлагот на тортата на раководењето на општината Бутел. Мислиме дека паркот ќе биде многу важен, ќе допринесе за начинот на кој што го има животот во Радишани, заради тоа што овој парк навистина ќе биде корисен за граѓаните кои што живеат таму, ќе привлече да тие повеќе остануваат и битисуваат и функционираат во делот на Радишани, заради и важно е за сите жители на Радишани да ова биде реализирано, заради тоа што на тој начин практично се подобрува, се урбанизира, вистински се урбанизира и се подобрува квалитетот на живот во Радишани. Инаку тој парк е чинам со пресметано зеленило од околу 6000 метри квадратни, со зони за пешачење од околу 4000 метри квадратни, што представува навистина една голема површина. И тоа е уште еднаш важно да нагласиме дека подобро е да имаме парк отколку да имаме згради, заради тоа што зградите и урбаното живење со глобалното затоплување се зголемува температурата, се нарушува, не е добар, го намалува квалитетот на живење. Со овој парк ќе допринесеме навистина да граѓаните имаат еден бенефит и живеат во подобри услови. Кога ги споменавме средствата од владата распиша и 2 јавни повици за доделување финансиски средства на општините, што доби Бутел конкретно последно, со какви проекти последно аплициравте и што добивте ве конкретно од владата? Значи преку се беа реализирани 2 јавни повика, прв и втор јавен повик. Во однос на овие јавни повици треба да кажам дека навистина допринесува да и треба да се заблагодариме на владата за обидите и настојувањата да ја помогне локалната самоуправа. Со овие 2 јавни повика, општина Бутел прво добива подобрување, значи во однос на здравствените услуги, односно добиваме една поликлиника која што треба да биде реализирана во идниот мандат, се добива дом на културата. Имаме аплицирано проект за затворен пливачки базен, тоа мислам дека ќе биде голем допринос, голем придонес за граѓаните и уште подобрување на начинот на кој што функционираат, односно спортуваат. Предвидена е реконструкција на 2 моста на реката, потоа реконструкција на одредени улици и уште од првиот повик мислам дека се останати до крајот на мандатов да реализираме реконструкција, односно асфалтирање од околу 75, вкупна бројка од 75 улици. Денеска ве објави градоначалникот дека се завршени 2 големи круцијални улици, така да покрај спортско-рекреативните центри, покрај овие центри за спортски активности, се реализирани голем број на асфалтирани улици во изминатиот период околу 200, до крајот на мандатот уште 75. И во оние повици кои што доаѓаат, кои што ги правиме до владата, планираме и понатаму да продолжиме со тоа темпо. Уште 75 кажавте до крајот на мандатот, ќе успеете ли да довршите се она кое што го започнавте во овој мандат како? Познавајќи го градоначалникот, неговата динамичност, неговата младост, познавајќи ја спојот кој што го има со советот на општина Бутел, начинот на кој што функционираме, јас сум сигурен дека ова ќе успееме да го довршиме и да го реализираме и сето тоа го правиме за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните. Особено се гордееме што квалитетот на живот го подобруваме не со градење на згради, туку со спортско-рекреативни центри, со центри за спорт и со подобрување на изголемување на бројот на зелени површини.
Нам ни беше гостин овде и господинот Костовски, имено градоначалникот, па во тој период направивме една мала анкета во општината. Таму малку ни се пожалија граѓаните за чистотата, каква е ситуацијата сега, конкретно во Бутел. Кажавте зелени површини, чиста, здрава животна средина, меѓутоа ете со сметот, со дивите депонии, со она кое што можеби се поделени надлежностите на град Скопје, на предпријатието на општината, каква е состојбата сега со чистотата во општината? Видете, во континуитет се трудиме да чистотата биде на што повисоко ниво, но секако заради поделеноста на ингеренциите можно е граѓаните да чувствуваат, односно да манифестираат одредено незадоволство, заради тоа што има поделба на оној дел кој што е паѓа на град Скопје и оној дел кој што паѓа на општините. Но секако правиме напори да сето она што е смет кој што е на терет на општината Бутел, настоиме да го коригираме, односно настоиме да го чистиме што побрзо. Дивите депонии представуваат рак рана на сите наши општини, особено заради законската регулатива. Секако, уште на почеток на мандатот прво што го направивме е чистење на дивите депонии, но за жал тие повторно се јавуваат. Секако правиме напори да тоа не се повторува, правиме напори да апелираме на граѓаните тоа да не го прават или кога имаат потреба за елиминирање на сметот да ги контактираат службите во општината, но сепак тие постојат, тоа е реалноста и мислам дека со континуирана работа, со континуирано превземање на ингеренциите на општините, дека ќе дојде до подобрување, драстично подобрување на проблемот со диви депонии. Со случаја, како што напоменавме на самиот почеток, Малски игри без граници, во склоп на оние активности по повод 20 години јубилеј и се случи една прва детска трка, каде што импресивно беше колку дечиња беа вклучени тука, каков беше интересот за ова и дали ова се први вакви настани организирани од општината или веќе стануваат традиција? Јас би рекол дека ова традиционално веќе се случуваат настани во кои што младите се повеќе и повеќе земаат активности. Во општина Бутел имаме традиционална ликовна колонија која што се случува во Љубанци, таа веќе трае со години, односно на вистина е традиционална. Потоа ни се случуваат вакви маалски игри, ни се случува Радишани Open 2025 и тоа се настани кои што во континуитет ги организира општината и со самото тоа се обидуваме да ги вклучиме, односно да ги активираме, ангажираме сите млади кои што тука живеат да бидат што поактивни, што повеќе вклучени и интегрирани во животот кој што го имаат во општината и меѓусебно да комуницираат, да прават тимови, да еден тимски начин на функционирање, тимски начин на живот, на малско живење и така натаму. Да, кога ги споменуваме на младите и секако децата, учениците, овде ќе ве запрашам и какви се капацитетите. Во повеќе наврати споменавте две градинки кои што треба да се доправат чином. Едната е скоро готова, другата е во форма на карабина, но ќе бидат... Има ли капацитети за сите дечиња во Бутел? Со реализација на овие два проекти сметаме дека драстично ќе се подобри потребата за дечињата да бидат сместени во градинките, односно да има градинки за секое дете, да се намалат листите на чекање. И секако тука постои еден правилник во кој што од другите општини сакаат децата да ги донесат во општина Бутел, но правиме напори да со ова го решиме проблемот прво за жителите на општина Бутел, па потоа за сите оние кои што можеме да излеземе во пресед. Мислам дека проблемот ќе биде надминат и секако во континуитет правиме напори да ова го решиме и да го намалиме што повеќе дефицитот на места за дечиња за во градинка. Кажавте дека сте блиски и транспарентни до граѓаните, излеговте и со еден малку погласен отчет кој што го направи општината за овој мандат секако. Остана ли нешто клучно, доктор Николов, кое што граѓаните, жителите им е многу потребно, меѓутоа не успеавте да го завршите во овој мандат, па ќе се одолжи можеби доколку Костовски ја добие повторно довербата? Па две клучни работи се кои што треба да ги довршиме во следниот мандат и тоа се поврзани со здравјето и со спортот. Вашата тема? Овој зелен парк, односно паркот во Радишани, доколку се заврши на вистина ќе биде круцијална работа, особено за граѓаните и за здравјето на граѓаните и за чистиот начин на живот кој што го нуди општината, односно зелените површини на општината и секако ветувањето за поликлиника која што е во напредната фаза, која што би требало да биде реализирана во следниот период, заради тоа што на тој начин ќе допринесеме за
подобрување на квалитетот, од уште еден аспект за квалитетот на урбаното живење на нашите граѓани. Колку се промени ликот на град Скопје во текот на сиве овие години наназад, конкретно за здравата животна средина во меѓувреме ни оди овде и дрон, па што му фали на градот? Конкретно како од аспект на доктор секако? Викторија, прокоментиравме пред да почне емисијата, како го гледаме дронот, на градот му фалат зелени површини, но можеме слободно да се пофалиме дека Бутел навистина располага со повеќе зелени површини во однос на централното градско подрачје кое што го има градот, каде што повеќе доминираат згради. Не сме многу за пофалба овде со зелени. Да, вака ако ја погледнеме ова дронскава слика, не сме баш за пофалба, но доколку го имате дронот од Бутел, ќе видите дека има повеќе зеленило него ли во централното градско подрачје и представува една гордост која што изминатава локална власт може да се гордее заради тоа што ние не дозволивме градење на згради, односно ваква урбанизација која што ќе биде и без паркинг и без план, туку направивме да имаме што повеќе зелени површини и со самото тоа сметам дека го подобруваме квалитетот на живење во градот и уште еднаш ќе кажам, општина Бутел станува посакувана општина за живење. Се повеќе луѓе бараат да дојдат, да пробаат да живеат и да го вкусат оној начин на маалско живење во кое што доминираат куќи со дворови, во кои што нема згради, во кои што нема претрупани паркинзи, во кои што има секоја куќа свој паркинг и своја место за паркирање. Да, во повеќе наврати повозрастните жителите, конкретно жители на Скопје, скопјаните знаат да направат една паралела порано како изгледало се тоа кој што ние сега го гледаме, па каква е сликата денес, како ќе го искоментирате вие ова? Па на Скопје му се деси една урбанизација која што е вака може да се каже евентуално да кажеме дека е неконтролирана или е вон контрола. И јас слободно можам да кажам дека ние како локална власт во Бутел се гордееме што урбанизацијата ни е во целосна контрола или во максимална контрола колку што дозволуваат законите. Секогаш постојат одредени слабости кои што настојуваме со корективни мерки да ги елиминираме, особено доколку има одредени диво заградени зони кои што или државни земјишта кои што се заградени незаконски, неправилно превземени, незаконски неправилно, општината се настојува да се ги превземе, да ги има за себе и да ги контролира. Мислам дека Бутел представува една од ретките општини кои што тоа го прави со сите сили и се труди да го задржи овој начин на функционирање. Или имам еден пријател кој што вели дека она што беше порано водно за Скопје, сега е Бутел за Скопје, една зона која што е побарувана за живење заради тоа што се наоѓа блиску до централното градско подрачје и има куќен начин на живот, нема згради и има голем процент на зеленило од целокупната површина на општината. Ова звучи вака убаво, се надевам дека е така и во пракса и се надевам дека Бутел ќе успее да се задржи својата автентична слика каква што вие представувате. Какво е Скопје во вашите спомени? Колку вам Скопје ви е дома? Како го доживувате вие Скопје еве и сега и во младоста и во периодот наназад? Бутел и Скопје мене ми се градот, односно општина град каде што сум израснат. Јас ги доживувам како едно место каде што имам многу драги, многу мили спомени. Посебно драги спомени имам во Бутел, имам драги спомени во средните училишта скопски. Не само од студиите, не само од учење во средно училиште, туку и од основните училишта. Сепак во периодов кој што измина, можеме да кажеме дека на Скопје му е потребна една контролирана урбанизација и подобрување на градскиот превоз и подобро поврзување на градот, односно на различните точки од градот. И со самото урбанизирање потребно да следи еден развој на инфраструктурата во смисла на јавен транспорт. Зградот ќе биде многу подобар доколку има посоодветен, поквалитетен и подобар јавен транспорт. Мислам дека тоа ни представува една рак рана во моментот. Но периодот кој што помина, последните 20-30 години, е период во кој што се изградија навистина многу важни објекти, особено објектите по кеот на реката Вардар. Македонската филхармонија представува еден бисер на градот, кој што навистина е гордост како на новата архитектура, но имаме и нешто што е од постара архитектура за да се пофалиме, особено
Ние во Бутел можеме да се пофалиме со акведуктот, кој што се уште му фали промоција, заради тоа што тој може да биде дел за туристичка промоција, односно привлекување на туристи. Така да Сметате ли дека градот ја доби конечно она модерна слика која би можела да привлекува туристи? Мислам дека уште малце ќе му биде потребно. Имаме модерна слика за привлекување на туристи, но секако има потреба од развивање на сликата за туристите. Потребни се повеќе туристички атракции, како би туристите се задржувале во градот повеќе од 3 дена. По однос на статистиките или анализите кои што ги прават туристичките работници, потребно е значи да имаме настани кои што би ги задржувале туристите подолго време и секако локалните власти, локалните самоуправи би можеле да се уклучат и во ова. Колку доктор Николов е предизвик да се работи паралелно и во својата примарна професија, медицината, конкретно доктор по нефрологија, и паралелно да се биде активен со општинската администрација, со советот, со општината и се оно кое што ја опфаќа тамошната работа, проекти, делување на локално ниво? Па вака, мислам дека двете работи се... Каде е балансот? Двете работи се комплементарни. Како вам ве доживуваат? Здравствените работници, докторите, во континуитет, во текот на денот, се среќаваат со огромна бројка на луѓе. Ова огромна бројка на луѓе, значи, ако да не влегуваме во детали во амбулантите како е, ако броиме дека во денот се среќаваме со 30 луѓе во просек, тие 30 ќе ви дадат информација за начинот на нивните живење, нивните проблеми, и тоа не само здравствени, туку и ќе споделат информации за живеењето, местото каде што живеат, за нивното семејство, за фамилиите, за проблемите кои што ги имаат, така да со самото тоа можете да добиете идеја за кои им се нивните потреби, не само од здравствен аспект, туку потреби од целокупното живење. Така да затоа велам, здравството и урбаното живење, односно локалната самоуправа, се комплементарни, односно се надополнуваат едно со друго, заради тоа што вистинските проблеми на граѓаните, покрај тоа што ги решавате со здравствени проблеми, ги решавате и со проблеми кои што ги имаат на локално ниво и затоа представува една целина, односно може да се каже дека представува едно цело. На тој начин помагаме и од здравствен аспект, но и од аспект на проблемите кои што имаме во живење. Јас би сакала да го искоментираме и тоа како директен чинител секако во здравствениот систем и доктор, колку градот, клиниките во градот, болниците во градот се спремни да ги услужат, да бидат достапни до граѓаните во таа смисла од здравствениот сектор? Па во изминатиот период од една година владата прави напори да ја зголеми достапноста до здравствените услуги за луѓето, но генерално се бориме со два проблеми. Проблемот е тоа дека голем број на здравствени работници заминуваат за подобри услови за работа и имаме голем број на здравствени работници кои што одат или во соседните земји или во европските земји од регионот. Особено медицинските сестри, медицинскиот персонал кој што е подобро платен во другите земји, ни се случува да заминува и со тоа достапноста на здравствените услуги е вака поднамалена и заради тоа е важно да се превземат корективни мерки, да се зголеми достапноста до здравствените услуги и затоа ни треба една вистинска организација, една дигитализација, како на здравствениот систем, така и на услугите кои што ги дава здравствениот систем. И со самото тоа ќе ја зголемиме, односно ќе ја подобриме и достапноста до здравствените услуги и задоволството на граѓаните. Но не смееме да забораваме дека ни треба и едуциран кадар. За да формираме едуциран кадар ни требаат факултети и универзитети, а на тие факултети и универзитети ни требаат студенти кои што ќе живеат или во градот, или ќе битисуваат во градот и кои што ќе се едуцираат за да можат понатаму да пружаат здравствени услуги. Со еден збор, комплексен е системот и е многу важно да достапноста се зголеми. Конкретно за медицинскиот факултет, колку тој е атрактивен денес за студентите, чинам дека во годините наназад некако како од цела внатрешност на државата да избираат да се школуваат тука, тоа можеби затоа што нема дисперзирани студии или како? Па има дисперзирани студии, не дека, значи во моментот имаме факултет во Штип, имаме факултет во Тетово, но
желбата на младите лекари е повеќето да работат во болница. И тоа значи една централизација, така да напорите кои што се прават во изминатиот период е да се развие една децентрализација на здравствените услуги. Да, токму и во тој контекст го постави прашање. И заради тоа се прават проекти за градење на болници, нели имаме проект кој што треба да се доврши Универзитетската клиничка болница во Штип, да се надоврши болницата во Кичево, да се направат повеќе поликлиники, каде што граѓаните да може да добијат здравствена услуга во местото каде што живеат. И тоа треба да ни биде вака еден приоритет. Но за добивањето на здравствена услуга ни требаат даватели на здравствени услуги на кои што треба да им креираме соодветни услови за работа. Во моментот факултетот медицински е прилично атрактивен, голема бројка на студенти се запишува, и сега бројката на студенти кои што завршуваат не знам колкава е, но сепак кадри се формираат, се креираат, но реалноста е таква дека тие и заминуваат. Така да има еден процес на континуитет и заради тоа велам креирање на квалитетни услови за живот во местото каде што доаѓаме е многу важно за доброто на целата држава и за битисувањето на целата држава. Кажавте, Бутел ви е дома, градот ви е дома, секако го чувствувате како таков, меѓутоа има нешто кое што го чекате да се одобри, а тоа е иден амбасадор во Република Франција. Што тоа ќе значи? И со тоа полека да ќе заокружуваме? Во изминатиот период јас моите магистерски и докторски студии ги завршив во Франција и еве ако викате Бутел ми е дома, Скопје ми е дома и третото и Париз ми е дома. Така да таму имам живеено подолг временски период, вкупно доколку се собере околу 7 години. Со самото тоа имам една навистина добра соработка како со француската администрација, така и француската амбасада која што е во Скопје. Иначе сум доктор на француската амбасада во изминатиот период. Од предизвестно време номиниран за амбасадор за Франција и во очекување да собранието на државата изгласа заминување по кое што би требало да преземам функцијата во градот на светлината, така да ќе имам трет град кој што ми е дома, трето место кој што ми е дома. И се надевам дека со тоа ќе можам да допринесам за Македонија да се позиционира онаму каде што заслужува. Значи ли тоа дека во периодот кој што следува, тоа ќе бидат вашите следни амбиции и можеби цели кон кои што ќе се стремите? Еве, дефинитивно и официјално актуелниот градоначалник Костовски ќе се бори за уште еден мандат. Како ќе движи соработката со локалната самоуправа? Па јас со градоначалникот имам извонредна соработка, тоа го кажувам насекаде. Ние сме еден спој на младост и динамичност со здравство и искуство, така да мислам дека во изминатиот период направивме доста големи работи, важни за општината и се надевам дека трагата која што ја започнавме, градоначалникот убеден сум дека ќе ја продолжи во следниот мандат и дека она што го почнавме за Бутел ќе продолжиме и понатаму да го правиме и дека ќе оставиме една трага за идните генерации да кажуваат еве имаше еден спој, еден тандем на спортисти со доктори кои што направија навистина добри работи за општината. Многу ви благодарам, доктор Николов, што бевте дел од Скопје ми е дома на вистинска телевизија, што проговоривме на малку повеќе теми, како за Бутел на локално ниво, така и за градот, за вашите спомени за градот, малку за здравството и сето она кое што вие го представувате. Јас ќе посакам остварување на сите амбиции, да работите секако во интерес за вашите сожители, за оние кои што ги представувате и како претседател на Советот и како човек кој што е непосредно најблизок можеби со нив и како доктор. Ќе посакам успешна работа и да ја оправдате довербата секако пред вашите жители. Ви благодарам на поканата, ви благодарам за добрите желби и да останеме во контакт. Почитувани гледачи, разговарам со доктор Игор Николов, председател на Советот на општина Бутел. Ви благодарам и вам што и овој четврток бевте на вистинска телевизија. Проговоривме за општина Бутел, за најновите тековни проекти во општината, за 20 години јубилеј самостојна и независна општина Бутел, малку за здравството, малку за градот Скопје, за спомените на доктор Николов кој што ги носи со себе од градот и од она малку поинаква слика од денешната и се она
оно кое што ќе се случува во иднина, како со доктор Николов, така и нели со Бутел. Ви благодарам за вниманието, ви благодарам што бевте со нас. Ве поздравувам, се гледаме наредниот четврток во истиот термин на Вистинска телевизија. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расуте сни. Вечно